Иницијативата 8 септември, загрижена од се поголемата сиромаштија во Република Македонија, достава предлог мерки до владата со кои бараме владата да ги превземе сметките за струја на социјално загрозените семејства. Бараме да се ослободат од партиципацијата за здравствени услуги и лекови најсиромашните граѓани, значи примателите на социјална помош и социјално загрозените семејства. Бараме за децата од таквите семејства да се обезбеди сместување за да можат полесно да се образуваат и полесен пристап до времени вработување на децата од социјално загрозените семејства. Овие барања произлегуваат од граѓаните и од 14 трибини до сега одржани на иницијативата 8 септември заедно со НППС во караванот низ Македонија. Дозволете да ве потсетам дека доставивме барања до ЗЕЛС во кои бараме да се да добијат бесплатен јавен превоз во општината социјално загрозените семејства и сметките за комунали да бидат ослободени од сметките за комунали и за вода. Фрапантно е тоа дека од 2006 до 2012 до кога Државниот завод за статистика објавува бројка за приматели на социјална помош за 2013 не ја знаеме бројката и намален бројот на приматели на социјална помош е намален за преку 30.000 семејства, а ние сме сведоци дека сиромаштијата од година во година е се поголема. Мерката субвенција за енергетска заштита на социјално загрозените семејства, ние од терен дознаваме дека не функционира. Добивме и случаи кои тврдат дека повеќе од 10 месеци не ја примиле мерката. Таа мерка е нефункционална затоа што е само 700 денари. Ние знаеме дека сметката за струја во зимскиот период е 4-5 илјади денари, некаде 6 илјади денари. Примателите на социјална помош примаат 2 до 3 илјади денари. Тие не се физички во можност да ја платат само сметката, значи математички е невозможно само сметката за струја да платат. А ако не ја платат, им се праќаат извршители. И затоа тие мерки се нефункционални. Според Уставот, Република Македонија е социјална држава, за жал во пракса е земја на социјална неправда и социјалниот систем е нефункционален. Мора да претрпи коренити промени во интерес на граѓаните и сиромашните.